Овие последен работен ден овде. Кај патувате? Mi putujemo za Irak preko Pelagonija građevinsko предприятие. A ova brigada Spasovski Trejan ide za Iraka. Pa tam se работи neke fabrike, za neke pločke. Колку време ќе останете таму? Pa tamo mi imamo dogovor za godinu dana, zaključeno. Што пише во договорот? Какви услови прифаќате вие? Тамо пише дека 1,5 милион плата ќе биде. И друго? И друго ќе идеме за Ирак. Со договорот што се обезбедува друго освен личните примања? Па таму обезбедено храна, спавање. И друго што... А знаете ли вие што треба да работите таму? Па треба да зидаме, да мултарисуваме и тие треба што има работа, да се работи нешто. Што одиле до сега во странство? Не сме одели, прв пат одиме во странство. Сега се укаже шанса да иде на странство да работи. Се интересирате ли во која земја ќе одите? Знаете ли за таа земја нешто? Па се интересира. Не е толку позната оваа земја, али па и па ќе видиме кога отидеме, ќе видиме како е, што е. Дали се плашите од работата што ја очекува? Не се плашиме од работата. Работа е работа. И овде и таму исто е работа. Само се плашиме малку, можда е вручина. Уколку не знаеме ние па ќе биде се добро. Со оваа група градежни работници на скопското предпријатие Пелагонија патуваме за Ирак. Патуваме во земја по површина 2 пати поголема од Југославија и со 2 пати помал број жители од нашата земја. Во земја со богато и далечно минато, низ кое се менувале владетели и освојувачи, за најпосле по освојувањата од Кир и Александар Македонски, од арапите и од турците, со уставот од 1964 година да биде прогласена за демократска социјалистичка република. Од 1968 година со развојот и политиката на земјата раководи Арапската Баас социјалистичка партија и под нејзино раководство Ирак остварува сопствен пат на развој како поборник на политиката на неврзување и меѓусебна соработка со сите земји во развој. Особено на тој план се остварува успешна соработка помеѓу нашите две земји. Во Ирак денес работат преку 2000 високо квалификувани работници, техничари и инженери, ангажирани во градбата на најразлични и најкрупни објекти на земјата. Следејќи ја општојугословенската политика за соработка со неврзаниот свет, самоуправните органи на нашето предпријатие одлучија да пласираат капацитети во овој свет во што поголеми размери. Пред се разбира овде на Средниот Исток, и ние во февруари дојдовме тука и почнавме со истражувањата на овој пазар. Паралелно со тоа се појави тендер за изградба на фабриката за керамика во Рамади, кој што ние го обработувавме и за наша среќа успеавме да го добиеме. Вие во Рамади можевте да видите дека тој објекат е успешно завршен, ние го предадовме на инвеститорот. Они се сметам доста задоволни со нашата работа и тоа е една гаранција дека ние имаме шанси во иднина да добиеме и други објекти. Ние дојдемо дека наши другари се биле годину дана таде работи. И се сме дошли помоќ некој цеглу, некој шамасли таму да и помогнемо.
Може така нещо по-стручно. Па така и клима. Нещо не е еднакво, ама ете, има дува ветер, ама јас сум па так бил на много места в странство. Чехословачко, Немачко. Па там е друга клима, одека е па друшето. Ја во градено предпријатие Пелагонија работам 5 години. Еве сега прва година идем у странство. Овде како сме 2 дена. Клима е добра и храна е добра. И водата е добра овде во оваа градче за пиење. Работата се надаме дека успешно ќе ја завршиме овде. Очекуваш ли дека вака ќе биде твојата прва средба со Ирак? Па очекував дека веројатно како издржале нашите другари, така и ми ќе издржиме овде. На овој терен на кој се навоѓаме сега, дојдовме 75-та година за прв пат во Ирак и ова што гледате тоа е во меѓувремено направено. Тука дојдовме да ја градиме фабриката за керамични плочици со прва група од 20 работника. Потоа во шпиц на градењето имавме негде 100 работника. Практично фабриката ја завршивме на 13 новембар, околу 15 дена порано него што истекнуваше рокот. На тој начин дадовме на инвеститорот можност да почне со монтажа на опремата порано него што течеше рокот. Инаку сега градиме додатни објекти по друг договор, што значи да инвеститорот ни ја повери и комплетната работа за довршување и дооформување на фабриката. Вредноста на работите во целина изнесуваат околу 10 милиарди наши стари динари, што се реализирани за 90%, останува уште цирка 10% за новиот објект за новите згради да се реализира. Најтешко беше во јули и август, се до септембар, кога температурата тука изнесуваше во сенка 43 степени. Меѓутоа, и поред големите жештини, издржавме со посебни мерки за нега на бетонот и сите други работи кои беа подложени на слонце. И луѓето исто така издржава, меѓутоа со големи потешкоти. Градбата на овој објект представува еден од обидите на Ирак во реализацијата на покрупни проекти да се вклучат други фирми од светот. Градежните работи на оваа фабрика ги изведува југословенското предпријатие Пелагонија, а монтажата на механичкиот дел ја изведува чешка фирма. Оваа работа започна кон крајот на минатата година и се очекува да заврши до крајот на годинава. Односите меѓу изведувачите се добри во секој поглед и досега немаме никакви проблеми, зашто би сакале и во оваа прилика да им изразиме благодарност на сите работници и на сите други што во оваа градба го застапуваат предпријатието Пелагонија. Ние сме најстарите, дојдеме први одека. И работиме година дана, значи добро не истекна, пак продолжиме едно 2 месеца, преку имаше некои објекти други да привршиме, дори да дојдат други нас да не заменат. Дали тоа значи дека условите за работа и примањата беа добри што го продолживте договорот? Па до негде беа пак добри, значи могло и да бидат и боле. Далеку да се работи од својата земја, прилично е отежано. Еден човек кој ќе се одлучи да работи да на печалба, прилично е отежано. А бидејќи ми е нашата криза захтеваше и мораше да се одлучиме još една година одека во Блиски исток да продолжиме да работиме. Вие не сте на печалба, сепак вие сте на редовна работа. Редовна работа, али пак се смета како да сме една печалба створиле. И се исплаќали на крајот печалбата? Па горе-доле нешто се исплаќа. Оние сметки може да ги подмириме наши кои се захтевале. Колку заработувате и месечно? Ние месечно имаме милиони 350.000 овдека за работувачка. Од тија половина оди трансфер, пола останува за истрана нас и фамилијата. Воопшто задоволни сте од престојот во Ирак? Па скоро може да речем сме задоволни. Еве сте имале можност да работите и во Чехословачка, сега и во Ирак и во Југославија. Што е разликата во работењето? Во работењето е разликата доста одлика на странство поотежана него крај нас. Зошто? Па зашто овдека предвидени са нормите малце потешки.
Доста го запознавме Ирак. Прошетавме, Багдад го прошетавме, Павилон прошетавме, но такмица дема кој Југославија играше тука. Онда прошетавме други грачи овде према Сирија, Дита, Хип. На езерото. Езерото одевме на екскурзија. 1. мај го прославивме тамо на езерото, ланска година тука Преку предпријатието. преку предпријатието све прославивме. Текнаме пријатели тука да има со нас работуја, како на пример сега монтираат и понапред имаше работи у наше предпријатие, исто од Ирак работници. Како се разбирате? Па горе доле нешто разбираме, со раце нешто таму, ваму. Нешто кој не разбереме ќе му кажеме ќе ни донеси така оде со нив разбирањето. За југословенските граѓани на работа во Ирак, ваквите излети представуваат убава можност да се запознаат со богатото историско минато на земјата и со уште побројните културно-историски споменици. Ирак води голема грижа за богатото културно наследство, а бројот на странските посетители веќе ја достигнува бројката од 1 милион годишно. Особено љубопитство побудува древниот град Вавилон. Се смета дека тука започнала цивилизацијата, а потврдено е дека вавилонците на човештвото му го дале клинестото писмо, првиот пишуван закон, Хамурабивевиот законик и унапредиле многу научни дисциплини. Особено голем процут Вавилон доживеал за времето на владењето на Хамураби и Набукодоносор, околу 2000 година пред нашата ера, од кој период се и овие остатоци на древниот град. Во стариот век, античките народи Сумери, Асирци и Вавилонци во овие предели на тогашната држава Месопотамија развиле златна култура со материјална основа на иригациони системи, со канали и насипи за вештачко наводнување. Од многото освојувачи низ вековите, од древниот Вавилон останал само овој комплекс, кој посетителот го враќа и го запознава со моќта на луѓето од пред илјадници години. Во подоснежното минато, но за нас пак одамна, пред 1000 години, во некогашната Месопотамија, доаѓаат арабјаните и во овие предели започнува да се шири исламот и арапската култура. Денес и најголемиот дел од 11 милиони жители на Ирак се арабјани, за кои се почнува и завршува со исламот и верувањето во него. Ова е Карбала по Наџаф, најголемото светилиште на муслиманите во Ирак. Овде се доаѓа дури од околните земји за да се посвети мртовецот. Градот и жителите потполно се подчинети на законите на исламот. Овде единствено во Ирак не се точи алкохол. Во градот не работи ни еден ноќен клуб, ниту пак кино. А сводовите на оваа најголема Карбала, имам Хусеиновата џамија, се обложени со злато што го приложувале верниците. Особено е богат со споменици од минатото главниот град Багдад, кој уште во 762 година станал престолнина на арапската држава, а во 10 век веќе имал скоро 2 милиона жители.
На секој агол подсетуваат спомените на Шехерезада и 1001 ноќ, на волшебникот Аладин и уште попопуларниот Алибаба. Со својата монументалност пленува златната џамија, а во градот постојат уште десетина други музеи на времето и цивилизациите што минувале низ него. На настаните од поновата историја подсетува оваа раскошна Абу Џафар Ел Мансур џамија, посветена на патриотите кои во 1968 година ги дадоа своите животи во крвавиот државен удар, по кој Ирак зачекори по нов пат. За бројните туристи што сакаат да се запознаат со животот во Ирак во поблиското минато, во близината на Багдад е отворен и познатиот Селман Пак. Овде посетителот се среќава со бедуинот и камиларот, со нивниот работен прибор и со времето кое денес решително сака да се заборави, а овде служи само како спомен. Во вечерните часови крај реката Тигар, која се протега низ Багдад, ќе се сретнете со уште еден специјалитет, единствен во овој крај на светот. Од бројните подотворено небо рибарници се одбира риба според сопствениот вкус и потреба, се пече на единствен начин, цела само расечена на две половини, и се продава како редок специјалитет. Багдад бил и освојуван, и разурнуван, и дури денес по цели 12 векови има пак 2 милиона жители. Градот е долг 47, а широк 30 километри. Представува главен трговски центар преку тесните и недогледни сокаци на атрактивниот сук, во кој ќе најдете се и се што. Овде времето останало, но трговијата цути.
Bagdad je i golemo gradilište. Široki bulevari i redici moderni stambeni blokovi godolovуваат единствениот контраст на градот од 1001 ноќ, но и на модерен градски центар. Во непосредната близина на центарот на градот се наоѓа едно од најголемите градилишта на кое југословенската градежна оператива е ставена и пред голем испит, но и пред уште една голема доверба. Između ostalih angažmana u Iraku rad izvodi i ove radove na ovom administrativnom kompleksu objekata Svearapske Bas partije. Ovaj kompleks ima oko 65.000 kvadratnih metara bruto površine, a oko 50.000 kvadratnih metara neto površine. Radove smo počeli da izvodimo 1985. godine, a treba da ih završimo krajem iduće godine. Radovi se izvode u saradnji između Jugoslovena i Iračana. Građevinski radovi obuhvate otprilike 1/3 ukupnog obima radova, dok 2/3 predstavljaju završni radovi, jer je ovaj objekat visokog stepena obrade, znači vrhunskog kvaliteta. U ove radove su kao naši kooperanti uključeni uglavnom jugoslovenski proizvođači, jugoslovenski izvođači završnih radova i ukupan iznos tih završnih radova je negde oko $25 miliona koje su zaključile jugoslovenska preduzeća na ovom objektu. Manji deo radova izvode i druge inostrane firme, dve nemačke, jedna austrijska i jedna italijanska. Ovo je Svearapski komitet Bas partije, sve 23 arapske zemlje imaće ovde svoje komitet, neka vrsta političkog tela za sve arapske zemlje. Pored glavnog administrativnog objekta na ovom kompleksu ima i niz pomoćnih objekata od kojih se svojim značajem ističu samo škola i internat. Internat je predviđen za oko 300 osoba, dok u školi u amfiteatru treba da se smesti oko 500 ljudi. U školi pored amfiteatra ima još i 9 učionica za redovnu nastavu, redovnu političku nastavu pripadajućeg partijskog kadra za Irak i arapske zemlje. Za работата на овој објект се грижи комитет кој што е составен од тројца Ирачани и тројца Југословени. Комитетот води грижа за набавка на сите материјали и врши надзор на изведбата. Сите наши одлуки се базираат на согласност на сите членови на комитетот и досега не сме имале проблем за кој не сме имале согласност од сите. Тоа значи дека кога треба да решаваме нешто за објектот, тогаш донесуваме решение во име на сите, а не посебно Ирачани, посебно Југословени. Овој комитет не постои сам за себе. Секој од членовите е задолжен за поедна работа. Еден за техниката, друг за финансиските работи, еден за набавувањето, што значи секој има свој дел на одговорност. Но идејата и суштината на овој комитет е тоа што сите ние работиме заеднички, а не секој за себе во изградбата на овој објект, кого што го карактеризираат високостандардни норми и во чија изградба се применуваат најсовремените начини на градежништво и употреба на материјали. Zajednički izvođenje posla sa nas i Iračana predstavlja jedan lep doprinos saradnje između naše zemlje i Iraka, jer Iračani koji nemaju nekih velikih tradicija u građevinarstvu na ovaj način će dobiti priliku i da se obuče na
objekt su ovdje. Ugovorom je predviđeno da na jednog odnos iračke i jugoslovenske radne snage bude 1:3, to znači na jednog Jugoslovena bit će 3 Iračana. Jugosloveni su ovdje zastupljeni uglavnom sa visoko kvalifikovanom stručnom snagom, dok nekvalifikovani manje stručna radna snaga je domaća odavde iz Iraka. Posebno veliki talenat Iračani pokazuju za zidarske i armiračke radove, dok malo teže ide kod tesarskih radova, verovatno radi toga što te takve tradicije u Iraku dovoljno i nema. Usled nedostatka drveta u ovoj zemlji, njihovo se građevinarstvo razvijalo u drugom smislu u odnosu na evropske zemlje. Se gradi не само во Багдад, се гради низ целиот Ирак. По национализацијата на нафтоносните богатства во 1972 година, Ирак стана еден од најважните производители на нафта во светот. Годишните приходи од нафтата изнесуваат 10 милиарди долари и сите средства служат за социјалистичката изградба на земјата. Во напорите да се надрасне заостанатоста, евидентни се и резултатите. Во 1968 година националниот доход по жител изнесуваше 100 долари, а оваа година Ирак се вреди меѓу средно развиените земји со скоро 1400 долари по жител. Ирак е претежно земјоделска земја со недоволно развиена индустрија која единствено почива на нафтата. 80% од населението се занимава со земјоделие, и тоа на земја која опфаќа само 1/6 од целокупната површина на земјата. Другиот дел на југ е пустина, на север ридишта. Половината од жителите живеат на село, но можностите што во последниве години им ги дава државата водат кон се подобар живот. Произведуваат жито, памук, ориз и јачмен, а организирани се во 1400 задруги. Освен за индустрискиот развој, најмногу се вложува за образование на новите генерации, кои треба да ги реализираат новите задачи во развојот на земјата. Во Ирак постојат 6000 основни училишта со 1,5 милиони ученици. 500.000 ученици посетуваат околу 1000 разни средни стручни училишта, а на 10 универзитети во земјата студираат околу 100.000 студенти. Образованието е бесплатно и задолжително. Во широката програма за изградба на земјата, Ирак вклучува стручна работна рака од разни земји. Последниве години, особено успешни резултати од обостран интерес покажува југословенско-ирачката економска соработка. За добриот развој на билатералните економски односи, доволно спорува податокот дека меѓусебната стоковна размена за последниве 5 години е зголемена за 28 пати. Вкупната вредност на ирачко-југословенската размена во 1972 година изнесуваше едва 19 милиони долари. Во 1974 236, а минатата 1976 година таа ја надмина вредноста од 550 милиони долари. Југословените во Ирак преку 2000 високо квалификувани работници, техничари, инженери се ангажирани во изградба на хидроцентрали и други енергетски објекти, на редица фабрики по текот на реката Тигар, на пристаниште и бродоградилиште во Басра, на десетина мостови и фабрики низ целата земја и во изградба 14.000 станови во 5 градови на земјата. Особено се значајни проектите на култивизацијата на 130.000 хектари пустинска земја, со чие наводнување преку иригационите системи, што исто така ги градат наши работници. Ирак планира да го поврати старото име на познатата Месопотамија како житница и од увозник на храна да стане иден главен снабдувач на храна за сите арапски земји. Вредноста на работите на нашите предпријатија во Ирак изнесува преку 2 милиарди долари, а со оглед на тоа што Ирак во наредниве 5 години за својот развој планира да потроши 50 милиарди долари и квалитетот на работата на нашите изведувачи за сите досегашни зафати е високо оценет, може да се очекува таа соработка уште повеќе да се прошири и да се зголеми. Што се однесува до превземање на нови работи, изгледите се чинам добри,
zato što nije steknavme jedan visok autoritet za kvalitetna i brza gradba. Ima se ušte raboti vo koji što nije bi trebale da se malku koregirame i to sigurno ke go napravime. Otkako analizata što sega je pravime za fabrikata vo Ramadi ni pokaži što nije finansijski i tehnički rezultati imame postignato. Nije sme optimisti i smetame deka pokraj direktno odejnje na licitaciji za gradežni objekti, povezuvajki si so svetski firmi koji što nudat opremi, a ovdeka situacija je takva da treba da se nudat kompletni objekti, ključna raka kako se vika, nije vejke imame vrski i so takvi stranski kompaniji, taka da rabotejki na povejke frontovi činam deka Pelagonija ke može uspešno ovde da se održuva i se razbira su jedna programa koja imame zacrtano vidnina, nekade 20 do 30 milioni dolari godišno proizvodstvo, su jedan kapacitet od 300 do 400 lujge ke može da se ostvaruvat. من خلال اطلاعنا على أعمال الشركات اليوغوسلافية في العراق Vršeјќи инспекција на работите, што ги изведуваат југословенските предпријатија во Ирак, констатиравме дека сите тие, и работниците, и нивните раководители, се трудат целосно да ги покажат своите способности и знаење во областа на градежништвото. И во технички поглед, и во поглед на технологијата што во работата ја применуваат, слободно можем да констатирам дека тие се најдобри од сите странски предпријатија што изведуваат и градат во Ирак. Тоа е основната карактеристика што ја оставаат југословенските градежници при секоја наша средба и проверка на нивната работа. Секако, тоа ќе се одрази и во нивното идно ангажирање на нови објекти во Ирак, зашто впечатокот што тие го оставаат при секој објект и во секое место е навистина најдобар. Им благодариме за нивниот труд и им пожелуваме многу успех во секој објект што го изведуваат во Ирак и многу напредок во новите заеднички ангажирања за нови објекти. Секако тоа се моменти кои покрај потврдените квалитети во изведувањето на добиените проекти ќе влијаат присутноста на југословените во Ирак да се одрази во уште поголем обем. Тоа ќе придонесе и за да се збогатат формите на соработката меѓу нашите две земји, а со тоа уште повеќе да се продлабочи веќе воспоставеното пријателство меѓу нашите народи и народот на пријателски Ирак. Но, зборувајќи за Ирак и за неговите особености, освен нафтените богатства кои ирачаните ги кријат од камерите, дури и на добронамерните посетители, неминовно е да се споменат уште неколку моменти. Нафтата е вредност која сепак се проценува. Но за Ирак, реките Тигар и Еуфрат, кои течат низ целата негова територија, имаат непроценлива вредност. Скоро целото население на земјата живее покрај нив и од нив. Се случува околу нив. Тука е животот. И за најзаостанатите села, најголемото богатство е реката. Домовите во овие села делуваат неугледно, но се единствени заштитници од врелото сонце, а материјалот од кој се тие направени е она најосновното – земјата и водата. Паралелно со реката се движи и главната сообраќајница која го поврзува север со југ, Европа со Азија и меѓу недогледните конвои на контејнери од целиот свет, многу чести се и нашите транспортери. Тука навраќаат и стадата со камили на својот пат од ридестиот север кон пустинскиот југ.
Край реките починуваат и неуморните бедуини, кои со своите стада го сочинуваат не така малиот фонд од прилично развиеното сточарство на земјата. И најмалата починка на својот пат, тие ја користат за да ги приготват своите производи од млеко. Одајќи потекот на реката Тигар, уште понајуг, во средиштето на земјата, ја напуштаме пустината и преку водените канали влегуваме во едно од најимпресивните подрачја воопшто во светот и во еден од раритетите на пустинскиот Ирак, во мочуриштата што со своите сливови ги формираат реките Тигар и Еуфрат. Влегуваме меѓу единствените населби каде што се уште се живее во соеници, од сите страни обколени со вода и на вода. Секоја куќа е мала островче, направено рачно, со набивање на пластови рогозини, што самите ги прават, помеѓу група трски на длабочина и до 8 метри, па до површината на ретко бистрата вода. И на училиште, и на воденица, и во амбуланта се доаѓа со популарните канучунови, направени од битумени трски, кои овде се единственото превозно средство. Возењето на овие тесни мешрови, како што ги вика населението, е вистинска вештина, но тоа овде и за најмладите не представува никаква тешкотија. Ваквите водени населби се протегаат на површина од околу 10.000 квадратни километри, а само во овој крај, во 5 села, живеат околу 10.000 жители. Ова село Сихен е центар на реонот и представува туристичко место со хотел, се разбира, на вода. Жителите на Сихен со особена гордост нагласуваат дека до револуцијата овде немало ниту вода, ниту лекар, ниту милиција, а за осветление и да не споруваме. А сега се сите членови на Баас партијата и ги уживаат сите благодети на современиот свет. Овој крај е еден од најбогатите во Ирак. Риболовот е главно занимање, а покрај солов, населението се занимава уште и со одгледување на ориз, стока и трски за хартија и рогозини. Напуштајќи ги овие по многу нешта единствени водени пространства, од двете страни на патот кон југ, не придружуваат недогледните плантажи на урми, по нафтата најголем извозен продукт на Ирак. Посебните природни услови овозможуваат овде да растат најквалитетните урми.
Со 10 милиони стебла и со производство од 350.000 тони, Ирак е најголемиот извозник во светот на овој деликатес. Со Шат ел Араб, во кој се веќе споени водите на Тигар и Еуфрат, се приближуваме кон Персискиот залив, кон Басра, најужниот и втор по големина град во Ирак. Басра е градот на Синдбад морепловецот, или Венеција на исток, како што уште ја наречуваат. Тоа е главното излезно пристаниште, вратата на Ирак, за се она што го нуди и за се што му треба. Економската и животна врска со светот и со пријателите. Утре, во друга прилика, може би овде ќе започне нашата нова средба со Ирак и со ирачани, на некое ново градилиште или објект, каде низ работа и соработка, низ заедничко дело, ќе продолжат веќе потврдените пријателски односи и соработка меѓу народите на Југославија и на Ирак.